Од 1 ноември започнува собирањето на комунален смети во Отовица. Првично, Дервен ќе работи на отстранување на насобраната депонија формирана од населението од Отовица. Собирањето на сметот од Отовица е согласно планот за воведување на руралните средини во системот за управување со отпад. Во Отовица веќе јавното комунално предпријатие Дервен е на терен, ги информира и вклучува граѓаните, ги прави пресметките. Меѓутоа, бидејќи граѓаните долго време нема организирано ваква услуга, во населеното место има голема депонија и неколку мали депонии. Ние одлучивме сега, бидејќи услугата ќе се воведе од 1 ноември 2013 година, да направиме санација на овие депонии и потоа организирано да се воведе собирањето на отпад од 1 ноември. Локалната самоуправа согласно планот има обврска до крајот на оваа година да вклучи 3 рурални средини во системот за управување со отпад. Собирањето смет покрај Отовица ќе ги опфати и населените места Сујаклари и Раштани. Првата акција за собирање отпад започнува во Отовица и тоа оваа сабота. Ќе бидеме таму присутни на лице место со комуналците од јавното предпријатие, ги повикуваме жителите на населеното место Отовица активно да се вклучат, ги повикуваме учениците исто така, бидејќи таму имаме основно училиште, исто така да дадат свој придонес во акцијата, бидејќи сепак они живеат во тоа населено место. Ние сме тука само да ги организираме стратешки работите, да помогнеме да се организира оваа акција и да поставиме еден правилен правец на управување со отпадот согласно законот за управување со отпадот. Инаку ЈКП Дервен во моментов покрај во Отовица ги извршува и таковните активности во градот. Се работи во младинскиот и градскиот парк, се собираат сувите гранки и лисија од велешките улици. Активностите опфаќаат расчистување на дивата депонија кај село Отовица, како и расчистување и уредување на повеќе локации во селото каде има потреба од кастрење и кроење на зелени лот. Во оваа акција ЈКП Дервен ќе учествува со механизација и работна рака. ЈКП Дервен со задоволство учествува во акциите за почиста животна средина со цел да даде свој допринос за убавиот лик на нашата општина. Акцијата в сабота во Отовица е дел од кампањата Македонија без отпад, која е организирана на територијата на целата држава, согласно заклучокот донесен на владина седница. Угостителите од кафолињата наспроти гимназија добија нов рок за отстранување на опремата од тревниот простор. Градоначалникот Чедиев пред неколку месеци најави дека 1 октомври е денот кога тревниот простор кој е узурпиран со столчиња и маси треба да се ослободи, но сега рокот е пролонгиран за 1 месец. Ние разговаравме, најдовме на согласност со собствениците на кафолињата. Во меѓувреме, бидејќи ќе организираме скоро сега питијадата, ќе поместиме тој рок да биде до рокот за питијадата, за да може максимално да биде искористен и просторот, да бидат искористени и временските прилики и присутноста на луѓето. И после 2 новембар, останува договорот да бидат тргнати токму како што се договоривме претходно. Ние ќе го направиме тоа, меѓутоа ценевме дека добро би било да го пролонгираме тој рок за 20 на 30 дена, за да може да вклопиме и питијадата, бидејќи се одржува на истото место. Чедиев вели дека овој простор ќе биде уреден како и останатиот дел од улицата Благо Ѓорев, но со одредени новитети. Во уредувањето и овде ќе помогне јавното комунално предпријатие Дервен. По сегментот на зелената површина секако дека ќе биде да доплемени ЈКП Дервен како што го направи со другите зелени површини, исторено ќе биде поставена и ограда од страна на јавното комунално предпријатие Дервен, за да не може повторно некој да се обиде. Јас се надевам дека никој нема да се обиде да се помести понатаму. Ќе ставиме и огради, железни ступчиња ќе се стават и ќе се доплемени сета површина кај што ќе може зеленило да се посади. Останува кафолињата да го отстапа тревниот простор после питијадата, која годинава е закажана за викендот на 1 и 2 ноември. За оваа манифестација од локалната самоуправа најавуваат дека повеќе детали ќе бидат познати кон средината на октомври. Општина Велес го распиша конкурсот за доделување на актерската награда за животно дело Петер Прличко. Пријави за наградата може да се доставуваат во општината по пошта или лично, најдосна до 25 октомври. Иначе наградата ја доделуваат заедно Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот, општината Велес и Сдруженијето на актери на Република Македонија што го носи името Џинот.
Конкурсот ќе биде отворен до 25, значи сите заинтересирани субјекти може да аплицираат за оваа награда до 25, но само ако ги предложи некој, значи не може да се предложи актерот сам. Зад него треба да застане или некој критичар, или некој поединец кој што го цени делото на предложениот кандидат, или пак некој од театрите во Република Македонија. Во минатото, врвни актерски имиња ја добиваа наградата Петре Прличко, со што таа доби епитет на една од најпрестижните актерски награди во Македонија. Инаку наградата се состои од пакета со ликот на Петре Прличко, како и паричен дел. Со оглед на тоа дека паричниот дел од наградата не е многу голем, повеќе се работи за некоја сатисфакција да се добие оваа награда, отколку за парите што ќе ги добие наградениот, интересот е добар. Наградата ќе се врачи по повод празникот на општината 9 ноември, а за терминот, значи кој ден ќе биде врачувањето, кога ќе се одигра представата во чест на добитникот, за тоа ќе одлучи раководството на Народниот театар Џинот. Се разбира и изборот на представата ќе ја направат актерите од Џинот. За наградата ќе одлучува 3 члена жири комисија, составена од представник на локалната самоуправа, театарот Џинот, како и друштвото на актери. Лауреатот ќе биде познат најдоцна 5 дена по завршувањето на конкурсот. Клубот на млади на Црвениот крст од Велес со полни раце работа во летниот период. Спроведоа голем број на акции и проекти. Колку нивната работа е успешна, говори фактот што истите тие беа водечки младински тим во државата во имплементација на националната програма Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Велешкиот клуб на млади може да се пофали со многу успеси, а највеќе може да се пофали со истата програма Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која во изминатата година, значи во изминатиот период 2012-2013 бевме шампиони, значи бевме прво место од сите 35 општински организации кои ги спроведуваа сите проекти, што значи имавме највеќе проекти со највеќе променети судбини. Што можеме да очекуваме понатаму од вас? Уште поголеми проекти. Во текот на летото клубот на млади волонтери спроведува акции од национален карактер. Воедно беа дели од неколку семинари и кампови кои беа спроведени во организација на Црвениот крст на Македонија. Активностите главно се втемелеа на исто национален проект Топлотен бранкеј, што волонтерите делеа советници за топлите денови и вода. Исто бевме заангажирани со проектот Грижа на старица во домашни услови и за уште еден проект подобрување на социализација на деца со посебни потреби, кај што бевме во дневниот центар. Инаку други активности на клубот на млади беа тоа што во состав на националната програма на Република Македонија преку летниот период се спроведуваат семинари и кампови и околу 40 на младинци од овој клуб наш на Велес беа активно вклучени во тие семинари и обуки кои ќе ни бидат и понатаму корисни за нашите наредни активности, спроведување на нашите наредни активности. Црвениот крст на Македонија може да се гордее со младите волонтери, кои воедно се едни од ретките национални друштва кои имаат успешни млади волонтери, кои спроведуваат голем број на активности, што се однесува до клубот на млади волонтери од Велес, слободно може да се каже дека во моментов се број еден во државата. Се зголеми возниот парк на секторот за внатрешни работи Велес. По неодамна пристигнатите 4 возила Шкода Јети, деновиве пристигнаа уште 5 возила Шевролет Спарк. Со ова велато ЦВР Велес значително се обнови возниот парк, што беше и повеќе од неопходно за извршување на секојдневните задачи. Возилото уште веднаш се ставени во функција за потребите на полициските станици при секојдневното извршување на полициските активности. Инаку покрај станицата во Велес, 2 возила Спарк и 2 Јети се доделени на полициската станица Кавадарци и 1 возило Спарк и 1 Јети на полициската станица Неготино. Возилата се целосно опремени со светлосна и звучна сигнализација и имаат вградено најсовремена полициска опрема. Истите се ставаат во секојдневна функција на полициските службеници со цел подобрување и зголемување на квалитетот и ефикасноста на полициското работење. Индекс
Индексот на цените на мало според статистичките податоци во септември годинава во однос на претходниот месец изнесува 100,5, а индексот на трошоците на живот 100,2. Според податоците на Државниот завод за статистика, порастот на индексот на трошоците на живот од 0,2% во септември оваа година во споредба со претходниот месец е резултат на повисоките индекси на алкохолните пијалаци за 1,2%, рибата за 0,8%, преработките од млеко за 0,7%, за 0,3% преработките од овошје и свежото месо за 0,2%. Пораст на индексите на трошоци на живот е забележан и кај лековите и помагалата за 6,4%, средствата за образование за 3,3%, течните гориви и гасот за домакинствата за 3,1%, нафтените деривати за 1,6%. Додека пак намалување на индексот на трошоците на живот е забележано кај овошјето за 3,1%, производите од жито за 1,2%, зеленчукот за 0,7%, прехранбените производи за 0,2%, намалување пак е забележано кај средствата за хигиена за 0,6%, меблот и садовите и приборот за домаќинства за 0,2%. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на мало во септември годинава, во споредба со септември минатата година, бележи пораст од 0,7%, а индексот на трошоците на живот бележи пораст од 1,6%.